Канал 8 вести. Добар ден. Во Македонија опаѓа бројот на новооткриени заболени лица од туберкулоза, но Кочани и понатаму е на врвот во источниот регион со диагностицирани случаи на болеста. Тоа го покажуваат сумираните податоци по повод 24 март, светскиот ден на борба против туберкулозата. Кочани останува на врвот меѓу општините од источниот регион според бројот на откриени заболени лица од туберкулоза. Минатата година заврши со 7 регистрирани, а за првите 3 месеци од оваа веќе се диагностицирани 2 нови случаи. Со таквите податоци, во споредба со соседните, нашата општина и понатаму го држи неславниот примат, бидејќи лани само по едно заболено лице имало во соседните Штип и Делчево. Од друга страна, на ниво на Македонија се забележува тренд на намалување на новооткриени заболени лица, што во случајот со Кочани допрва ќе треба да се анализира. На одбележувањето на 24 март, светскиот ден на борбата против туберкулозата, министерот за здравство Никола Тодоров рече дека со поддршка од грант од Глобалниот фонд за борба против ХИВ, СИДА, туберкулоза и маларија се создаваат услови за подобра контрола на болеста. По Националната референтна лабораторија за туберкулоза се оведени 2 брзи молекуларни тестови, исто така за кои што имавме можност да информираме јавноста. Во текот на 2014 година воведен е квантиферон тест за диагностицирање на латентна туберкулозна инфекција пред секој ризични групи како контакти со болни од туберкулоза, ХИВ позитивни лица, имунокомпрометирани лица. Пад на бројот на заболени има кај децата под 14 годишна возраст, бидејќи лани само 19 деца заболеле од туберкулоза. Од Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза од Скопје велат дека најризична категорија се ХИВ позитивните лица. Во Македонија можеме да кажеме дека имаме релативно мирна состојба, затоа што во текот на 2014 година регистриран е само еден случај болен од туберкулоза со ХИВ позитивна инфекција. Ова се добри показатели, но секогаш треба да бидеме будни и спремни, затоа што ХИВ позитивните лица, воопштено земено во Македонија, нивниот број е со тенденција на пораст. И покрај опаѓачкиот тренд, во Македонија туберкулозата се уште е болест на младата популација и најмногу се засегнати лицата на возраст од 25 до 45 години, со 20% од вкупно регистрираните случаи. Возрастните групи од 55 до 64 години и постари од 65 години се застапени со околу 15%. Виничкото јавно комунално предпријатие Солидарност е задоволно од завршната сметка, која покажува позитивни биланси во работењето. Кон должниците се преземаат непопуларни мерки. 52 милиони 491 денар изнесуваат вкупните приходи на јавното комунално предпријатие Солидарност во 2014-та. Вкупните расходи пак се 51 милион 478 милиарди денари, што значи дека предпријатието остварило добивка од околу 990 илјади денари. Тоа е добивка предално начување и кога ќе се одземе данокот на добивка од 167 илјади, значи останува добивка предално начување од 823 илјади денари. Сметам дека е позитивно работењето на јавното предпријатие Солидарност и остварената добивка е реална слика на оно што се случуваше во 2014 година. Што се однесува до побарувањата на Солидарност од корисниците, истите се во висина од 43 милиони денари. Сепак и покрај тоа што на прв поглед изгледа како голема цифра, тие се намалени за околу 2 милиони денари во однос на претходната завршна сметка, додека обврските кон доверителите се движат околу 11 милиони 800 илјади денари, што подразбира дека се намалени за околу 1,5 милиони денари во однос на лани. Наплатата на сметките за 2014 година се движи некаде околу 72% и бележи континуиран пораст. Значи, во минатите години наплатата беше под 70%, сега постепено секоја година ја зголемуваме процентот на наплата, а тоа се должи пред се на акциите кои што ги правиме континуирано, пред се во испраќање на опомени кон нашите корисници за неплатени сметки и поднесување тужби преку ноторот до Основниот суд во Виница. Сепак, додава Спасовски, наплатата и понатаму може да се подобрува, заради што предпријатието деновиве организираше поголема акција за исклучување, како и поднесување тужби до корисниците кои имаат заостанати долгови. Продолжува уништувањето и кражбата на сообраќајните знаци во Кочани. Во општината се уште не го утврдиле точниот број на знаци што треба да се заменат или надоместат, поради што редовно се прават непредвидени трошоци во буџетот.
И годинава дел од буџетот на општина Кочани, наменет за поправка и одржување на локалните патишта и улиците, ќе се потроши за повторно купување на сообраќајни знаци, што веќе биле набавени пред година-две. Уништувањето, па и кражбата на знаците заедно со металните столбови на кои тие биле поставени, прават непредвидени трошоци, што ќе мора да се покријат од парите за одржување на локалните патишти и улиците. Годинава за оваа ставка се предвидени над 7 милиони и 700 илјади денари, а колку ќе чини повторната набавка ќе биде познато откако ќе заврши јавниот тендер за сообраќајна сигнализација што е оштетена или украдена. Освен тоа, со години нема соодветни знаци на повеќе сообраќајници во дел од новите населби во градот, за што беше укажано и на седница на Советот. За сообраќајните знаци, посебно на улиците Бел Камен, 1 мај со, мислам дека 13-та македонска бригада или 3-та веќе. Таму веќе 4-5 години нема поставено знаци сообраќајни и би требало да се регулирала. Од локалната самоуправа потврдуваат дека состојбата со уништувањето на сообраќајните знаци е загрижувачка. Затоа, наместо да се купат нови знаци таму каде што досега не биле поставени, ќе се трошат пари за оние што веќе биле купени, но сега ги нема. Иако се распишуваат тендери за набавка и замена на оштетените и украдени знаци, состојбата не може да се подобри преку ноќ, велат од општината. Ова година немаме го комплетирано колку сообраќајни знаци ни се украднати или уништени во текот на 2014 година. За 2013 беа некаде преку 120-125 сообраќајни знаци. Тоа се или од несовесни граѓани, или од оние кои што се бават со прибирање на отпад. Сега ние сите треба да се погрижиме да ги спречиме тие што е можно повеќе, заради тоа што сите тие знаци ги плаќаме од средствата на општината, од буџетот. Надлежните во општинската администрација прават неделен увид и извештај за состојбата со сообраќајните знаци. Нивен заклучок е дека подеднакво се крадат и оние што се во периферните делови на градот, но и во централното градско подрачје. Лош е квалитетот на патот на влезот во Кочани од страната на Оризари, а досега не се преземени мерки. Овој мост представува и потенцијална црна сообраќајна точка. Изминатите години беа реализирани повеќе активности за санирање на лошата патна мрежа на подрачјето на општината, но сепак се уште е лош печатокот што го остава влезот од градот од страната на Виница. Овој мост представува и потенцијална црна сообраќајна точка. Освен што прегледноста не е на високо ниво, коловозот всушност е нерамна крпена асфалтна површина, а голем дел од дупките се уште непополнети, така што возачите честопати се принудени да ги заобиколуваат, што пак може да биде опасно во случај од спротивниот правец истовремено да најде друго возило. Конструкцијата на мостот е дотраена, а истото важи и за оградата поставена од двете страни. Откако ќе заврши асфалтирањето од двете страни на патот Кочани-Виница беше предвидено да бидат поставени банкини, но тоа се уште не е случај. Кон крајот на 2013 година започна реконструкцијата на патот Кочани-Виница, поточно потегот од местото викано Превалец до влезот на Кочани од страната на Оризари. Должината на коловозот е 1,8 км, а надградбата беше изведена со асфалтна маса од 2,25 см и дополнителен завршен слој од 5 см. Реконструкцијата чинеше 181.000 евра, а беше дел од најавените инвестиции за подобрување на патната инфраструктура во овој дел од источниот регион, чиј главен инвеститор е јавното претпријатие за државни патишта. Општина Кочани годинава ќе намени околу 7.000 евра за поставување метална заштитна ограда на повеќе локации во градот. Во тек е постапката за избор на изведувач на работите, а поставувањето ќе се изведува сукцесивно во текот на годината. Близу 424.000 денари ќе потроши општина Кочани од сопствениот буџет за поставување заштитни огради на неколку локации во градот. Средствата се планирани со програмата за изградба на комунална инфраструктура за оваа година и во споредба со изминатите години бележи драстично намалување. Поставувањето на заштитната ограда ќе се реализира според приоритетни потреби, односно на места што се сметаат за најкритични по безбедноста на граѓаните. Планирано е да бидат поставени метални огради според претходно изработен технички нацрт, чија вкупна должина изнесува 400 метри. Тоа е скоро за половина помалку од минатата година, кога за истата намена беа потрошени над 670.000 денари за ограда во должина од 700 метри.
Според одговорните во општинската администрација, потребата од поставување заштитни огради е најголема на одделни улици каде веќе има или е планирана изградба на подпорни ѕидови. Дел од оградите ќе бидат поставени на места за кои биле добиени и барања од граѓаните, пред се заради зголемена безбедност при движењето на најмладите, особено во текот на вечерните часови. Јавниот оглас за избор на изведувач на работите веќе тече, а пријавувањето на заинтересираните фирми е до 1 април. Изработката и поставувањето на металните огради ќе се реализира сукцесивно во текот на годината. Предлог законот за набавка на таблет компјутери ќе се носи по скратена постапка. Во првата фаза ќе се потрошат 152 милиони денари и таблети први ќе добијат средношколците. Протести во Виница немаше, во Кочани стивна, а властите не отстапуваат од другите замисли. Предлог законот за набавка на таблет компјутери за средношколците влезе во собрание и ќе се носи по скратена постапка. Околу 96 милиони денари, односно 1,5 милиони евра ќе им бидат потребни за да се купат таблетите, пари кои треба да бидат обезбедени од буџетот. Во првата фаза ќе се потрошат 152 милиони денари и таблети први ќе добијат средношколците. Во 2017 година таблет ќе добијат и основците од 6 до 9 оделение, за во 2018 година таблети да бидат обезбедени за најмалите од 1 до 5 оделение. Според предлагачот, целта на законот е поттикнување и помагање на научниот и технолошкиот развој на студентите кои потекнуваат од семејства во кои вкупните месечни приходи не го надминуваат износот од 32.741 денар бруто приход, помагање на студентите евидентирани како лица со посебни потреби и директна стимулација на компаниите кои се дел од IT секторот. Предносните бонови или ваучери за студентите ќе изнесуваат 8.000 денари. В петок подрачното оделение на Државниот катастар на недвижности во Кочани ќе се спроведе кампањата Отворено со катастарот. Жителите на општина Кочани ќе имаат можност да добијат одговор на прашањата во врска со катастарското работење. Преку кампањата Отворено со катастарот, Агенцијата за катастар на недвижности им излегува в пресет на граѓаните кои имаат одредени проблеми со впишувањето на недвижниот имот или докажувањето на собственоста над нивите, шумите и друг вид земјиште. Кампањата се спроведува 8 година поред и досега се покажала како корисна, бидејќи било одговорено на повеќе предмети што стоеле нерешени подолг временски период. Како и во изминатите години, и овој пат стручни тимови од катастарот од Скопје, како и од подрачните одделенија во градовите, ќе ги примаат на разговор заинтересираните и ќе ги разгледуваат нивните барања. За да ги изложат своите забелешки, неопходно е граѓаните претходно да закажат прием во одделението за катастар. Според веќе изготвениот распоред, Отворено со катастарот во Кочани ќе се реализира в петок на 27 март. Тимовите од Државниот катастар ќе ги примаат заинтересираните граѓани во периодот од 9 до 18 часот. Искуствата од досегашните кампањи покажуваат дека меѓу барањата што ги доставиле граѓаните имало и такви кои не биле од сферата на катастарот, туку нивното решавање е обврска на други институции, зашто тие добили и соодветни насоки. Поради ова, неопходно е граѓаните навремено да се информираат дали прашањата што ќе ги достават се однесуваат на катастарското работење. И за крај спортската информација. В сабота на Пониква ќе биде одржано ново издание на Осоговскиот велеслалом. Станува збор за манифестација чиј квалитет е во подем, а годинава плановите на организаторите се уште поамбициозни. Осоговскиот велеслалом ќе се одржи в сабота на 28 март со почеток во 12 часот. Трката ќе се вози на популарната тројка. Организаторот најавува извонредна програма збогатена со дополнителни содржини. Ги покануваме сите граѓани на општина Кочани, не само од општина Кочани, туку и од цела Македонија ќе бидат поканети скијачи од сите категории. Планирани се 6 минимум категорија, а можно и повеќе, зависи од одзивот колку ќе се јават надпреварувачи. Во 2013-та, велат од организацијата, на Осоговските планини се одржа најдобрата велеслаломска трка во Македонија. Очекувањата од годинешното издание се уште поголеми. Се надеваме дека ќе биде досега најубавиот и најдобриот организиран Осоговски велеслалом.
ве очекуваме во помасовен број и се надеваме дека оно што ќе го ветиме ние дека ќе го ствариме. Осоговските планини располагаат со доволно снег. Осоговскиот велеслалом е вистинска можност за љубителите на зимските спортови и останатите рекреативци уште еднаш да го посетат ски центарот на неофицијалното затворање на една од најдобрите скијачки сезони на Пониква воопшто. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Најновите информации ги имате на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.